Почитувани гледачи, нова епизода на 180 степени. Јас сум Филип Чаловски, вие сте на телевизија Телма и денешната тема е една обширна, би рекол, тема во кулинарството, за која што моите петмина, нашите петмина на преарувачи, ќе се борат да ни ја представат на најдобар можен начин. Нормално ќе ви помогнеме. Лиде, како си денеска? Па јас не би бил збунет кога би ја видел оваа машина на мојата работна маса. Мислам дека очигледно зашто останува збор. Ќе зборуваме за тестенините. Данило, дали си правил домашна тестенина? Еднашка. Да? Да, сум правил. И? Па не испадна баш како што треба, ама така и пишува на интернет дека првиот пат нормално е да Првиот загрешиш. пат нормално, а? Добро. И да не се откажуваш. Мартин, ти правил Сум помагал. домашни тестенини? Сум помагал во припреми, Тоа да. се прават ѓувки, а? Јувки или... Тарана да не сте правиле случајно. Тарана Јувки, тарања, њоки, Сум шпагети, работел во тој регион лазањи. Охрид, Струга, Битола, тараната е таму, како да кажам, нешто што мора да се направи и мора да си има тарана на располагање. Што би сакал да готвам, па не знам, нешто полесно. Некоја, не знам, летна варијанта на јадење. Преферирам странски јадење. Повеќе ми да е странската кујна. Денеска сакам нешто комплицирано, нешто убаво, нешто со месо, нешто со паста, нешто... Не знам што ќе ни дадат да готвиме, ама јас сум расположена за некој добар предизвик. Денеска ќе добиете можност да вие дадете ваш печат и направите ваша домашна тестенина. Уплашени сте ви малце? Марија, Воопшто. Марија сигурно има правено. Правиме, ние секоја година правиме по 200 кори јувки и најмалку 12-13 кг тарана. Моите деца обожаваат. Дали имате оној специјално ренде, кај што се ренде да, тарана? дребонг се века за... Видиш, интересно, може у некој од следните епизоди да го донесеш, да видат и Слободно. сите на преводачи Тоа како ми е изгледа оставено од баба ми. рендето за тарана. Тарана малку оди и јогурт, Да, Ете и така. ченкарно брашно и малку гриз. ченкарно и гриз, браво, заради текстура. Значи тараната е малце погруба текстура. Ќе зборуваме за сите технички својства, техникали околу тестенините. Очекувам денеска нешто со компири поедноставно. Мислам, знам дека ќе биде покомплицирано, меѓутоа, ето, тоа очекувам нешто такво. Реално јас би не би било лошо пак да се вратиме на месо. Знам дека го веќе го правевме, ама ништо чудно да го правиме пак, затоа што би сакал да се докажам кај месото. Па и да не е месо, дефинитивно да ќе се вложам максимално. Сега ќе видиме како ќе биде, дали ќе има пак, како што има често, прво да ни покажат што како или нешто ако е поспецифично или ќе биде само на нас оставено. Во секој случај, спремен сум за нов предизвик. Имам жири комисија составена од мои многу драги луѓе. Еден од менторите, еден од моите најдраги луѓе во животот, кој што морам да го поканам во емисија за да го видам. Замислете. Меѓутоа, голем експерт и најпасиониран познавач и дегустатор на пастата. Така да внимавајте, сакам да го обелиме образот на 180 степени, сакам да му ги представиме тестенините во најдобро можно светло. Критички точки на кои што ви требало да пазите, според мене, вака од прва, се да не ја преварите пастата, тестото би требало да биде релативно тврдо, тесто, на тврда страна во секој случај, треба да одмори добро, соодносот со сосот морате да внимавате, вариме во солена вода, солена како морето, никако преварена паста, нормално ве оценуваме по вкусот, ве оценуваме по организацијата, чистотата и ако сте спремни, да почнеме. Драги напредувачи, едукативниот дел за денес ми припадна на мене. Свежа паста е искрено многу лесна работа, што ми ја усовршите, ќе уживате во незината подготовка и искрено секогаш ќе импресионирате со тоа што имате свое супер тесто за свежа паста. Јас ќе ви кажам некои основни насоки, а вие ќе си дадете свој печат како и до сега. Значи, во случајов користиме 0,0 брашно, мека пченица и ги измешав во овој сад мокрите состојки за паста, кои што се составени од едно цело јајце, една жолчка,
неколку капки млеко и неколку капки маслиново масло. Во нашиот случај тоа е рецептот кој што го подготвуваме во училиштето и е ни еден од омилените, имаме повеќе рецепти. Додавам брашно во овој, да речеме, вулкан од брашно, додавам мокрите состојки, не морам ни да ги замачкам рацете. Значи едноставно можам исто тоа направам со лажица, можете да користите сад, миксер, вие би рекол непотребен за оваа апликација. Значи ќе се обидам да направам ова тесто, да се испрлјам минимално. Неќеме тестото да го донесеме до фаза каде што капацитетот на брашното веќе ќе се раскине и тоа тесто е неповратно уништено. Значи, сепак внимавате тестото да има една глатка површина, што ни е јасен индикатор дека се работи за добро развиен глутен, мерка која што е насока, на 100 грама брашно, едно јајце или 2 жолчки. Во овој случај јас ставив едно цело и една жолчка на 100 грама, што се покажа дека малку многу, сигурно додав уште 50 грама. За една порција паста, сосема долни се 100 до 120 грама по лице. Битно е кога работите со машината да разберете дека ламинацијата на паста машина исто така го зајакнува глутенот и доколку тестото не ви е изработено доволно на рака, машината ќе го заврши тој дел за вас. Значи го правам во форма на плик, малку го натапкам во брашно и повторно оди на страната што е отворена фактички. Кај што е отворен пликот, оди во машина. Ева. За да се сече пастата е битно да се засуши. Како го засушувам? Може да стои, сте видели оние сите никако, да речеме, како за простирање веш. Меѓутоа, може и на самата површина работна, по 5 минути од секоја страна и воздухот ќе се заврши својата работа, ќе го засуши површински тестото, значи пред да го сечете, битно е да го засушите. Натпреварувачи, со нас во студиото денеска човекот кој што омилен филм му е Кум. Омилена дестинација Италија, а омилено јадење тестенините. Еден од моите најдраги луѓе во животот, Васил Папестиев. И внимавајте, строгоста на Златко ја заменува речиси на исто ниво Давор Станојковиќ, прва генерација на готвачи од ФД Кулинарското училиште, кој што нема да ви дозволи технички грешки или било какви аномалии при подготовката. 45 минути се малку рековте, еве од жири комисијата 1 час. Дали сме спремни? Спремни. Почнува сега!
Сум пробал еднаш да правам тестенини сам, многу е тешко и секако не сум се разочарал. На интернет пишуваат дека нормално е првиот пат да сгрешиш. Не сгрешив до толку, но беа вкусни, но не испаднаа како што треба. Иначе стварно тешко да направиш сам тестенини. Мама нема да се тргне од телевизор, гарант. Како ти се гледа, како им води? Готов. На добар пат се? Видија Марија техниката да се гледа кај има. Само внимавај, е сепак 100 грама тесто, не е 10 кило. Внимавај, 100 грама. Што помалку полесно се кине. Не можеш да го кинеш при разтегнување, точно тоа. Ти го... Опа! Имаме и тука црнче, а? Чекај вака се едно за почеток стручно прашање. Васо иначе по струка е професионален хедонист и дегустатор на паста. Што мислите, професоре, за црна паста? Да, дали би ја ставиле како, да кажеме, по-интересна, по-вкусна, на пијадестал пред стандардната паста или не? Стандардното е стандардно, ама секој сака да отвораме и нешто поинакво. Ова е сипа или актерен јагне? Актерен јагне, да. Актерен јагне. И детокс малце, ајде да видиме. Добро. Лиде ти чисто у тањерче, така. Што потврдо направите тесто, тоа повише имате шанса да ја сготвите ал денте пастата. Знам дека рачно малце предизвик. Добар, прилично, не рано ти уште. Не, уште работи. Да. Ништо не се направи. Да. Ја по твојата тврдина до сега е недобро пијадире. Што потврдо тесто, тоа повише шанса за ал денте паста. Тешко е. Значи не сум уште за уфолија. Не си. Уште брашно. Да, многу поише брашно бара него како што мислев. Да. После ќе замесиме едно тесто да видите во миксер како изгледува. Данило е на најдобро. Кој е лошо? Види, спој го. Не, Треба го споиш. Си повеќе се твои, за дали па добро или лошо? Спој го. Добре си, уште брашно слободно. Уште брашно. Денеска ќе ги ставам емоциите сосема на страна. Нема да... Значи, обично мислам на времето, на уклучени камери, друго е кога е човек дома, друго е кога е во вакви услови. Денеска решив да си видам како дома. И така, да се исклучам онака емотивно или да го тргнам притисокот. Да не биде мазна и што друго? Протеинскиот Половце состав. треба да има поише протеин. Повеќе протеин. Над 14 грама протеин на 100 грама. Така е. До 16 најдобро. Што порапала паста, подобро ќе задржи сос на неа Така е. и тоа што обараме. Иако не знаеш како да избереш, види која поскапа и така. Дали се слагаш дека најлошо што може да се случи на паста да биде како испрана? Да. Да падне сосот и onda ти да се мачиш и onda да немаш залак кој што е идеален во уста. Затоа точно тоа треба да има пори во себе кога ќе. Слушајте, да може вака оваа паста што правиме сега и генерално сите свежи пасти се со јајца. И таа паста е по текстура се прави од брашно од мека пшеница, јајце, видовте некој става масло, некој не става, некој става сол, некој не става, тоа се веќе варијации на тема и таа паста на крај излегува мазна и гладка. Као што кажа Васо, кога бирате свежа паста, ова сува паста, таа е од дурум брашно. Дурум брашното само по себе е потврдо, тоа е тврда пшеница, некоја е прават и од дурум гриз, дурум семолина, тоа е гриз од семолината. Таа е уште по тврда и таа е порапава по самата текстура. Штом се заврти во сос, го задржува сосот на неа. Оваа паста претежно се користи за полнети, равиоли, агнолоти,
и така натаму. Океј? Али мислам дека во вашиот случај ќе успееме да направиме и некој добар сос. И битно е тој сос да се задржи на пастата, да има добар сооднос. Ја би рекол некоја си минимум третина, минимум тоа би требало биде, ако имате 100 грама паста, минимум 30 до 40 грама сос. Пастата е главниот, фактички главниот играч денеска. Но и сосот го надополнува. Оценуваме пастата, меѓутоа сосот е тој што е исто така Многу битен. многу битен. Во моментот кај мене е полунаправен. Каде има маслиново? Ајде. Поемотивни стануваат емисииве, постресни и понапнати, повеќе се даваме од себе си, мислам дека тоа можат и сите да го забележат. Па верувам јас дека сме тргнати во добар правец. Ама не, вака, смалувај поедно, така, смалувај, ајмо. Ајмо, сега чекај да. Треба да очекувате сега, за жал во Македонија се уште Значи нема... рековме по 5 минути од една страна за да се исуша така. Немаш време 5, ама мора имаш, да. По 2-3 минути. И не ставај многу брашно, зашто ти е веќе добро пастата истегната, не ти треба веќе брашно. Само да прашам вода. Што поише ставате брашно, Имаме заедничко дека. тоа може полеплива да е. И варење, таму вареш и А таму ги варам. Значи јас да си спремам за сосот тука. Така ќе се падна машинава. Што ти правиме сега? Не знаеш, но ние се новиот Опети ја коциш. За сосот ги треба готовче. Вако. Има јас. Добра си. Добре. Чекај малце. Овде израмнија вака, окей. Ај. Продолжи. Чекај нешто да пробам, ме интересира. Ме интересира на пример ова. Чекај тука ќе пробам дека него. Добра е дебелината? Да, Така? Да, Да го остана се да, нека се исуши малку. Премачкај го со брашно е така малку. Не, извини ти си бидам готов. Ајде, заглави. Си има. Како ти дека? Во Ти имаш погрешно ставено и не, чеши вака. Обратно ќе обратно завртен. да. Чекај. Сега гледај. Ајде, врти. Ајде. Додека се уклучени камерите, мислам дека ја едноставно емотивно се исклучувам. Гледам да бидам фокусирана на тоа што готвам, на тоа што треба да го направам, на тоа како треба да изгледа, како сум го замислила. Се гасат камерите, тогаш се уклучува вистинската Марија и емоциите, ама додека се камерите вклучени, мислам дека ја имам ситуацијата под контрола и можам да одговорам на предизвикот што секогаш ни го поставуваат. Што ви треба, кажете помош да ви помогнам? Сецкање нешто било што? Што кажеш што сакаш? Што, си имаш ли готов? Ова? Ова? Да, кукави коцки. Кукави. Под тенки коцки.
пак си искам. Малце масло, јаби маслиново лиде, литке маслиново, немој зејтин, дако, не. Ајде, паника, нигде не ме води. Сите сваривте пасти да гасам. И се зголеми влагата во просторијава, станеме помлади. Интересно. 3 минути имаш лиде, полека. Тимска игра. Ти треба помош нешто? Па мислам да ги здиткам, ама не може. Ајде да видиме тимска игра, како изгледате Јас како ќе ги тим. имам, ама тоа треба почеток. 3 минути. Да си го пофалам маслиновото, да го поздравам Теди. Теди, голем поздрав. Маслиновото го прави секој јадење магично. Хјавалон. Можам Значи јас да е- потврдам, јас го користам Ја мислам, феноменално. хјавалон е нешто на кое што лесно се навлекуваат. Значи, секоја чест и само продолжете со истиот квалитет. Тоа сам да слушам, тоа е ефектот. Да. Не Треба, не. Кога ме подарен? подарок ако нема ефект. Кога ми елиминира Орегано? за утака. Ја не сум добил, гледаш? Па ти мене те елиминираш. 4 пати да се. Да? Да. Што да правим? Сос уште ке ставаш? Не. Дај ми струшката да собрам брашното. Ова земи го. Ова да се знаеш. Само бриши. Да ги станеш. Нема помош? Помош? Да разчиствам? Да, ова сум. Разчиствам, бе. Чиста страница. 9, 8, 7, 6, 5, Ајде, друго што не треба. 4, Види, помагам. 3, 2, раце горе. Васо, дали уживаше? Прво морам да те прашам, зашто ја искрено ти кажам, особено уживам во оваа епизода. Дали ти уживаше во амбиентот, во подготовката, во креативната атмосфера што се создава во кујната? Како ти изгледаат нашите кулинари аматери? Како се справуваат со предизвикот? Прво целиот сетап, односно подготовка ме изненади професионалноста на која е направена. Дечките што работеа се снајдоа со работа која не им е доволно позната и се снајдоа многу добра за многу кратко време, да не се лажем. За саат време припрема до крајен продукт е многу кратко време кога правиш нешто ново.
Ја лично излегов малце од мојата секојдневна рутина, така да ако ме прашаш како ми е, многу сум задоволен. Да. Ја искрено мислам неколку порции вака се со ресторански квалитет. Сигурно. Речи си сите. Ако збориме за македонски ресторани, веројатно се над тој квалитет. Сигурно се над тој квалитет, бидејќи скоро па да не памтам македонски ресторан што има послужено паста како треба. И при тоа домашна, и при тоа направена од нула. Да. Ајде на полу. Има, не е дека нема. Ја посебно ќе дојдеме до Марија, али Марија значи изненади со техниката Дефинитивно. и исто наградена си соодветно. Благодарам. Останува да пробаме. Ајде, пред да пробаме, Лиде, повели накратко кажи ни како се справи и што е твојата паста и што е пораката што ни ја праќаш преку твојата креација. Јас прв пат правам рачна тестанина. Значи, мислам, ваква тестанина, нели, макарони или не знам како да го Генерално, наречам овие. тестанини прв пат правам и мислам дека јас сама се изненадив од себе, добро се снајдев. Сега ова што го гледате како сос, го прашав господинот Васо, ми рече дека доволна е густината на сосот, така ми Рагуто рече. изгледа добро, да. Така ми рече, мислам, го прашав за солот. Внатре има, нели, мелено месо, сланинче, има ловоров лист, доматно, мислам, домати, нели? Оригано ставив, Така. лукче и така. Мислам дека е добро. Храбро. Мислам дека е Јас би ти вкусно. рекол од наш професионален аспект, храбро е у рок од 1 час да се нафатиш, да подготвиш рагу. Обично рагуата во италијанската кујна се нешто што се динстаат вечно, онака викаат, о, рагу беше на нашата нона која што од динсташе 72 сат. Мириса вкусно. Малце би рекол, пастата е тоа што у твој случај. Немав осет ни Тестенината. представа колку треба свежа приготвена паста да се готви инаку вака Ја би рекол има купечка. некои делови. Можно е, да. Ти благодарам. Благодарам. Ако нешто најмалку готвам дома, тоа се тестанини во смисол на јувки е малку почесто. Макарони, шпагети, значи тоа најмалку го сакам и најмалку го готвам. Ако има нешто во што сум најслаба карика, тоа е месење. Овој пат имам и едното и другото. Значи да ги направам тестанините кои што сама ќе си ги замесам. Меѓутоа си се изненадив само од себе. Изгледа одлични, мислам одлични. За прв пат во живот. Самиот судија рече дека тоа што на нас денеска не успеало, него му требало 15 пати да го направи. И така малку сме си горди, така треба да бидеме горди како екипа. Сосот ми беше превкусен, меѓутоа сервирањето беше, ето, не знам, на тој традиционален италијански. Веројатно не се сервира така паста, значи сосот ми беше одозгоре врз тестанините. Треба да се смеша заедно со тестанините. Ето, тоа сум го гледала често, меѓутоа ето не ми текна. Мартин, Не е така лошо, стварно. Добро, Мартин? не е лошо. збор 2 за твојот панир. Вага сега, јас сум голем фан на паста. Пробав нешто прилично до паста ала норма да направам, но мислам дека зафркнав кај самата паста. Мислам дека не е доварена. Не е доварена. Не постои недоварена паста, Добро. постои само преварена. Така Јас се да- слагам. Васо ќе се сети кога ни беше на гости еден италијанец, правевме на гала вечера, тоа е сигурно беше повеќе од 10 години и ме покани шефот на вечера кај него. Значи ја буквално јадев онака паста што е жива. Значи, она крцка, Јас така да не би околу- рекол дека твојата е Јас недоварена. околу 2 минути беше, са не знам Воопшто како не точно е малце недоварена, како вака испадна. одма што ја допирам. Класично Еве. дала норма како што ви рекле, прво ситно сецкан лук, ситно сецкано кромиче, додадов малце вино да испари да го диглейзнам се тоа, си додадов доматно пире. Босилекот го стави на крај. Да, при крај го ставив. Внимавајте со босилекот. Дел Ако исечкав. предолго се вари, горки ароми испушта. Малку е прегусто.
Да. Малце си можел повеќе неке паприка. Ставив вода од пастата, но сум можел уште малце повеќе. Ете, пак си ги правам, сам си ги правам стресовите, сам се како да се подгурнувам сам да погрешам заради тоа што правам паника кога нема потреба, едноставно. Претходниот пат кога бев во елиминација, претходната епизода, бев сосема смирен, затоа испадна најдобро ја да имав. Одиме понатаму, Марија. Марија, прво, секоја чест за твојата техника и јас сакам да ти предложам, ова е предлог, најдобро намерен, од септември да ни бидеш менторка на еден твој мастер-клас за сукање. Ви Ако благодарам. го прифатиш, задоволството ќе биде и наше. Ви благодарам. Тоа е една техника што јас прво би ја всадил кај младите готвачи пред да учат да прават пици или се останато. Прво да научат да сукаат и да фрлаат бурек. Фала му на Филип, значи ја добив покана да држам мастер-клас за тесто и сукање и обработка на тесто тука во FJ кулинарското шоу. Тоа беше еден од најголемите комплименти што може некој да ми ги каже, да ми ги поклони и јас сум денеска презадоволна. Повели Ема, ти си наред? Не, иначе вкусна е. Да, одлично. На сол е многу коректна. Да, одлично. Мојата паста ја одлучив беше дека нема да експериментирам, но сепак експериментирам со бојата. Додадов акрион јаглен, во сос од лукче и павлака и свирење некоја претки свирење стави. Некој е таму. Некој тие таму што га купат. Све е сирење, некој е зреено, некој е свежо. И сладенче с кромит и направи пентички бело вино со путер и јагар. Како? Бело вино? Бело вино разварено со путер и со агар-агар. Со агар-агар. Доби дискот. Овде имаме веќе користење на молекуларна гастрономија. Види, Прво, Тоа е прво и се основно храната не е само олфакторен, односно вкусен осеќај, него и визуелен. Убава храна мора да изгледа убаво. Ова изгледа убаво, мора да изгледа убаво. Се уште дали има вкус убав. може да спојам све, а? Да. Така би сакала да се конзумира, да споиме и лентичка. На лентичката на страна, пошто се многу Настрана, и нема да тераш малко да ти. Ева, значи да ставам паста, малку сланина оваја крцкава и една лента од сирењето со агар, така? Вино бело, Вино бело. путер и јагар. Путер и јагар. Бело вино, путер и јагар. Добро. Ти имаш све, само што ова додеси. Океј. Можам да кажам дека дебелината и како истегната пастата е перфектно. Значи, не знам кој го правеше тоа, но прекрасно е истегната. Тоа ми е фаворит до сега. Концептуално и Види како може да... Види, опа! Црната паста знаев дека само ќе го смени изгледот на пастата затоа што ја правив со активен јаглен, активниот јаглен не го менува вкусот. Така да го имате истиот вкус, а само на око е нешто што е поразлично и заради тоа се одлучив и да ја изработам со активен јаглен. Вака, ја направив алиоли. Најчесто тие ги приготвувам дома и не сакав да идам на друга варијанта. Тестенините мислам дека ми искучија добро. Ова се случува, ништо страшно. Малку се скробот се залепил, тоа е тоа. Желирал, еве ќе се пуштат. Не, добро е. Еве. Дали може малце ни помогнеме да не испрљаме? Еве. Знаеш како, предолги си исто така, ви реков да внимавате да ги засечете во еден момент за да али во ред, малце само сецни ги со вилјушката или со ножот, сведно. Овде вака сецни, тие. Така. Готово. Еве. Повели. Опа. Ја сакам да пробам да изгледа паста. Еве две чисти Сецни лажици. ги само малце. Вака Значи, ќе ги расти. гледате сега што се случува која е предолга тестенината. Ради тоа, индустријата определила некоја димензија што треба да има шпагети, што треба да има... Чекај, ја кај мине. Ајде, готово. Така. Извини, Данило,
Малце ставам само сос да пробаш. Извините, не го пробам. Задоволен сум од себе, се надевам дека ќе ви се допадне. Ставете си од сосот да одлукчете. Вака мислам дека све собравме. Што маслиново користеше вака при алиолио? Како се викаше Чијавалон се рад. Чијавалон, да, екстра вирџин. Така е. Јас прв и го пружив меѓу првите вели да завршив и го ставив тањерот, готов некако лесно ми одеше денес со пастата. Бев некако сигурен во себе. Уште кога видов тестото како ми испадна добро и судиите кога ме пофалија тука више. Една кратка приказна од нас досегашен историјат со Васо. Кога бевме прво оделение, беше некоја рутина, порано да ве прашуваат што ќе бидете кога ќе пораснете. Не знам дали тоа уште постои. Постои. Постои, ги прашуваат деца, што мислите, што реков ја, што сакам да бидам? Пилот. Многу рекоа пилот, се сеќавам, да. Сладкар. Сладкар. Што мислите, што рече Васо? Доктор рече. Па и доктор стана. А и јас станав сладкар на некој начин. Сега. Пасијата му е храна, тоа го знам добро. Пастата ја знае како што, да речеме, јас го знам лебот. И едногласно, шеф Давор исто ќе се сложи, дојдовме до еден резултат и мислам дека немаме големи разлики, нијанси се во прашање во нашите оценки. Прво, јас би ја поканил Лиде. Ајде, Лиде. Вака сега. Прв пат правиш паста. Прв пат во живот. Така. Прв пат влечеш со машина. Прв пат. Да. Се виде и се почувствува тоа. Рагуто ти беше во твој стил. Еве го пофали и Васо, го Давор ќе каже исто, јас ќе кажам беше вкусно, твој стил беше вкусно, како да кажам, временската рамка беше прекрасно направена. Гурмански направено, рагу, за временската рамка супер изведено. Меѓутоа, кај пастата шкрипеше дебелината, шкрипеше недоволно сварена на да кажеме, имаше делови што се останати недоварени бидејќи се слепила, не се слепиле повеќе ова. И не беше разлечена гладко и сјајно. Значи го немаше она што реков гладка една површина, една елегантна гладка површина. Лиде, морам да ти соопштам, одиш во елиминација. Да. Ништо страшно за тебе, ништо непознато. Ми се допаѓа што си насмеана вака, ја прифати супер оценката. Ќе се сложиш вас со нешто да додадеш? Ќе додадам само една работа. Можда тоа рагу во комбинација со добра паста демаше да те елиминира дефинитивно. Мене ми изненади рагуто, презентацијата ти беше доста лоша, па ќе ти кажам, паста и нешто врз неа, тоа не постои. Пастата и сосот се две работи кои што се компатибилни едни со други. Не идат едно врз друго. Така да, пак ќе ти кажам, ако имаше добра паста и добро ако го искомбинираше тоа, сигурно немаше да идеш во елиминација. Без разлика што одам во елиминации, ова ми е победа. Мислам, не бев свесна дека можам вакво нешто да направам. За мене ова е креација, мислам, врвна на уметност, онака, еквивалент на уметност, онака, така да баш сум си срекна само на себе, ќе научив нешто ново. Мартин излези напред. Виолесна? Ајде, балце, кажете, дали Виолесна? Искрено. Што тоа? Кој оди во елиминација? Па јас мислев дека јас сум. Па и ти си. И ти си. Да. Малце ќе дозволиш вака шалливо да ти го кажеме тоа. Да, во претходната елиминација излезе на прво место, навистина беше добар, се надевам дека ќе продолжиш и во наредната елиминација така. Тестенините беа малце дебели и сосот беше пресолен. Оваа епизода мислам дека ми беше најинтересна, можам да кажам. Паста, познато ми е многу.
направив грешка што никогаш не сум направил. Мислам, не ја направив до сега, прв пат да правам грешката со премногу сол, многу посолив и со тоа нормално се изгубија другите карактеристики. Не се осети поединечно вкус и од мудриот патлиџан, осилокот, ориганото, заради тоа што доминираше сол. Се на се задоволен. Дефинитивно интересно искуство беше и за прв како се викаше господинот што ни покажа се за паста и ни објасни како да ја правим. Јас сум ја правил, но не сум ја правил сам. Сега официјално сватив дека без проблем ќе ја перфектирам домашната. На почеток убаво тргнав, малце зафркнав дел од тестото си, со другата половина го довршив. После сватив дека и мала беше порцијата, па стигнав да доправам уште малце да тестенини. Целата идејата што ми беше првична, мислам дека и прв пат испадна целосно да е како што треба, освен тоа со солто. И доволно беше, заради тоа што беше тесно, доволно беше да идам во елиминации. Не беше пресолено, но сепак рекоа дека едноставно ги убива другите зачини и вкус. Јас следно ќе ја повикам да видам Марија. Ќе оставам вас да ја искоментирајте вака и да соопшти позиција и Мари, одмah ќе ти кажам, позициите те број 3. Технички беше убедливо над сите. Како тоа го направи, како тоа го изведе, прочем и понудата од FJ Culinary School да дојдеш да држиш часови овде е доволно. ние сакаме да научиме од тебе, одмah ти кажам. И ние сакаме да кога го гледав он како тоа го прави, кога те гледав тебе како тоа, можам да ти кажам дека си ти подобро од него. Јас смеам да му кажам, пошто сум моја другари клуб. Благодарам поголем комплимент од ова. Да. Меѓутоа мора да излезеш од концептот на јувка, тоа се гледа ки тебе дека го има. Мене јадењето пред да го сервирам, јас го пробав, за мене беше точно стварена паста, точно направен сос, по вкус беше предобро. Сега можеби чинијата си го направи својата, го сервирав во длабога чинија, завршив 10 минути пред сите други, помагав да се рачистат масите. Можеби тие 10 минути пред да ја донесам кај судијата чинијата, топлината на јадењето си направи малце повеќе пастата да се свари. Јас не го гледам тоа како никаков хендикеп. Прво заради тоа што ја досега еве снимивме неколку околу 30 на емисии, ја ниту еднаш не отидов во елиминации. Тоа е за мене успех поголемо сите имаат отидено во елиминација од надпреварувачите, никогаш моето јадење не било за елиминација. Тоа е уште еден комплимент за мене. И ајде, добро. Данило излезе, ти овој пат си на второ место. Значи борбата со Емилија беше многу блиска. Многу блиска. Сај ди кажи ми колку бода те Претерана. делат од Емилија. Па добро, те делат 6 бода. 6? 6 бода, да. Добро. Ајде, 6 бода. 6 бода. Значи замислата перфектна, екзекуцијата перфектна, најдобро технички изработена паста. Апсолутно. Единствено што превладуваше беше инчунот, што веќе е работа на личен вкус. Добро, тоа беше експеримент мал, ама мислам Лутината дека може да беше беше супер. преголем инчунот за една порција. Али збориме за Лутината супер, лутината беше многу нежна. Да, многу мали нијанси до совршена паста. Значи без конкуренција, најдобро изведена паста како паста. Би сакал да поздравам мојата прекрасна и најсакана мајка, која како деца секогаш во недела, мислам дека беше недела, ни правеше јувки за доручек. Иако беа преварени, тоа беше вкусот на традицијата и не посеќа на нашето детство, но ме научи како што растам да сватам дека уствари не треба така да се прават тестенини или модерно кажано паста. И тоа ме доведе да сум задоволен од денешната емисија, иако втор пат правам сам паста од нула. Сум презадоволен како ми испадна тестото. Сум презадоволен и за сосот, со тоа што нели тука се игра на вкусови. Грешката си ја знам, ставив преголем инчун.
не сум го користел доволно, но нели секогаш е различно. Така да, ама мислам дека не беше ни тоа пресудно да толку. Сепак испаднав добро второ место и сум презадоволен од исходот. И гостинот има честа да искоментира златната медалја за денеска. Аплауз. Јас само на почеток имам нешто да кажам. Денеска скршивме една рутина, да кажам, еден мраз, во кој што иновацијата и експериментот победи во однос на традиционалното и на веќе виденото. Значи, многу сум среќен што конечно имаме сите едногласно одлука дека денеска експериментирањето и иновацијата победи пред класиката. Оно што е грешка во твоето јадење, а случајно испадна добро е лукот го искарамелизира. И тоа му дава тежина на јадењето. Ама случајно, во таа приказна на црна паста, на таква некаква темно јадење, испадна добро. И тоа, твоето јадење е случајно најдобро од сите јадења. Ти помогна малку шефот со сукањето, иако не беше крива. Не. Ти влезе во погрешниот слот, ти влезе тестото. Но конечно на крај, ако ме прашаш од сите пасти која сакам да ја јадам денеска за ручек, ќе изедов твојата. Јас експериментирав, иако си реков нели дека готово више не експериментирам. Не бев сигурна кога почнав да ја правам пастата дека тоа е нешто што е паметно да се направи, затоа што не можев да видам некако еластичноста, не можев да видам на тестото неки работи што сакав да ги забележам, не ги видов. Ме фати паника тестото кога ми се заглави во машината, го вртав. Филип замина затоа што ми ја се стираше и он од кога отиде и јас се наведнувам и викам пастава кај ми отиде. И ми ја снема. Па ги викнав да дојдат да ми помогнат, излезе дека нешто ми е собрало во машинката пастата, не знам што се случило, пошто немам искуство со такви машинки. Пак благодарение на шеф Филип и неговата помош се спаси мојата паста и излезе се на крај добро. Епа, ова нека биде поука до гледачите да одјавиме во исти стил емисијата. Да кажеме, пред да почнеме со експериментирање во било која област, да си ја научиме класиката од корен, да ги знаеме сите постулати, да имаме темел за да полетаме во експерименти кои што идовме по случајност дека може да испаднат и многу добри. Секоја чест на нашите натпреварувачи. 5 различни креации, ја уживав оваа, би ја ставил во една од легендарните епизоди, бидејќи ми беше гостин еден мој драг човек и еден мој драг колега. Ве поздравуваме од FJ Кулинарско училиште, следете не 180 степени продолжува со нова епизода. Пријатно.